Штип и Пробиштип подготвени да прават патишта до нивите. Двете општини поднеле апликации за вкупно 5 полски патишта, од кои 3 во Пробиштип и 2 во Штип. Во Пробиштип пари од државата ќе се бараат за пат од 1,4 км до селото Стрмош. Вториот патен правец е од регионалниот пат Кратово-Пробиштип, каде што се поврзува со насело Пробиштип, и третиот патен правец е Пробиштип-Злетово, односно кај местноста Ратавица или Леговец. Таму е третиот патен правец. Така да со овие три патни правци општина Пробиштип ќе аплицира до платежната агенција. Општина Штип пак пари од оваа програма, поточно мерката 124, ќе бара за патишта до селата Љуботен и Степанци. Патот до село Љуботен е километар и 926 метри, а патот до село Степанци километар 965 метри. За да добиеме инвестициона вредност, ќе мора претходно да се изработи техничка документација. Токму тоа е намерата, да ја сработиме техничка документација, од тоа ќе произлезат сите податоци. Изградбата на полски патишта е услов без кој нема развој на земјоделието, истакнаа неодамна земјоделците. Подразбира веќе креација на стратегија за изградба на локалните патишта. И веднага тука се наметнува она прашање дали сме воопшто во една состојба да креираме целокупна стратегија за развој на регион. Во меѓувреме, државата повторно нуди под закуп земјоделско земјиште. Земјиштето за кое што ќе склучат договор треба да го искористат за подигнување на долгогодишни насади, оранжерии, долгогодишни насади со лешник, маслинарници, други земјоделски култури за период од 15 години, ливади за период од 15 години, за брзо растечки дрвја, за рибници и за спортско-рекреативни активности и рурален туризам. Како што кажав и претходно, целта на овој јавен повик е да се стави во функција секоја педа земја која што може да овозможи дополнително земјоделско производство. Вкупно на ниво на регион со овој оглас се опфатени 531 хектар во Штип, Берово и Свети Николе. Од нив во Штип 104 хектари се за лозови насади, а 20 за други земјоделски култури. Во Берово се нудат 21 хектар за подигање овоштарници, а во Свети Николе 48 хектари се наменети за оранжерии, 42 за други земјоделски култури, 241 за лозови насади и 55 хектари за насади од лешник.